во Кавадарци денеска по втор пат се собираме да дадеме поддршка за пензионерите, за минималните покачувања и има предлози за линеарно покачување, има предлози разни кои што по писмена форма ние треба да ги доставиме до дотичните органи, тоа до конкретно до министерствата, до пензионерите, до парламентот, до нашите пратеници. Од пратениците бараме по најскоро време да дадат, бидејќи ние ќе продолжиме со протестот неколку дена, ќе бараме и присуство на пратениците кои што од лице место треба да дадат и своји мислења и изјави за нашите барања за пензионерите. Во главном се разговара и се изнаоѓа на начин како да се даде поддршка на пензионерите, особено на наранливите пензии со минимални, до која степен, до кои проценти, тие во барањата ќе ги доставиме до телевизијата и до сите останати институции. Дружението на пензионери, односно пензионери од иницијативен одбор, тука и други пензионери, кои се собрали уште во петокот и поставија некои барања во врска со покачување на пензиите. Барањата беа две барања. Едното барање беше за линеарно покачување на пензиите, другото барање беше за најнискиот износ на минималната пензија во државата. Вчера на 7-ми извршниот одбор на кој присуствував јас во Сојузот на пензионери на Македонија се донесува по овие барања се заклучува следните заклучоци. Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија го поддржува барањето за покачување на висината на минималната пензија и затоа подготви предлози до Министерството за труд и социјална политика и смета дека предложите се оправдани, остварливи и нема да предизвикат финансиска нестабилност на фондот за ПИО. Во врска со барањето за линеарно покачување на пензиите, тако линеарно покачување на пензиите нема во окружувањето во земјите, нити во европските земји и затоа извршниот одбор на пензионерите на Македонија не даде не се пушти у расправа затоа што тоа предпаѓа во надлежност и ингеренции на пратениците во собранието. Тоа само можат пратениците во собрание да го сменат сегашниот закон кој што е процентуално покачување на пензиите во линеарно. Само преку собранието пратениците можат тоа да го изгласаат. Тоа се во суштина сите овие барања што по петокот ги поднесеа пензионерите на Собирот. Служуваме на сите здруженија на пензионери во Македонија. Линеарно да се изврши покачувањето. Нека не лажат дека не може линеарно. Може, беше и до сега. Процентот нека го кажат колку е. Нема закон. Во законот процент, али на вкупната маса на пензии 12% или колку, ти не кажат колку е расот на плата и колку е расот на трошковите. Ние тогаш ќе имаме многу поголемо покачување. Вкупниот процент да се поделе линеарно на сите. Ако не се изврши, на сите линеарно да се поделе. И така ќе дојме до изначување на пензиите. Секој да добие. Друго, овој солидарниот фонд, ние во Скопје одземен. Тие парите за посмртнина ние ги добиеме после 5, после 6 месеци. Јас имам случај директно 5,5 месеци чекам за тие. Тие пари се наши, не се на Сојузот, не се на владата, не се на фондот. Тие се наши пари. Од нас од джепот наш. Да се вратат тие пари во здруженијата. Ние со тоа као кавадарци губиме 50 до 60.000 евра. Као кавадарци. Со тие пари ќе може да помогнеме на нашите луѓе. Така да, овие у Скопје испадна вчера и вика дека се слагат со ова. Не можело вака, не можело. Има начин и има услови како да се направи. Како може за управа за финансии без СИМИ да му даде 35%, ова што е управа за преходи да му даде 30%, со кој закон? А нас не викат закон е мало. Кој закон го има за нив? Терат парцијално, терат нерегуларно, нередовно.
и викат пензионерите кој ги шише, остави ги таму. Не може така. Ние плачеме 320.000 пензионери придоноси во фондот за ПИО. И тоа е огромна сума наша таму. Ние сме најредовни плачи на придоносите. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.